Добро утро, драги гледачи. Моментално идам на кафе со Блажо Василев, кој што ми беше бокс тренер, долго време ме научи воедно и да боксувам. Ќе збориме на тема Југославија, боксот и како се одржава после толку години во толку добра и активна форма, што е за голема почит. Времето, луѓево, гледам јас, многу се лигави. Ова е језио пример, јас за тој имам избегам контакт општо било со кој тука. Више ми е најшо на кругот скроз затворен, контактирам со неколку луѓе и функционирам во некој мој затворен свет, пошто луѓево прво и за работа и за соработка све се гледа нешто брзо да те заебе на превара. Многу е све тешко време живееме, а гледам дека може полека се и со патување некој што правевме со другари, знаеш, го одбираш кругот на луѓе кај што ти граеш на некој начин тим некој да се поддржувате за било што, без разлика дали било тоа патување или сте седнале на ручек или вежбате заедно или што и да правите. Пошто многу лоши времења се дојдени и гледам луѓе, знаеш како седат се собираат вамо таму еден за друг, кони седат заедно и ќе станат зборат против еден друг, контра и такви ствари. И тоа што зборевме нема уопште никаква почит за ништо. Ја не можам да ги разберам. Пази, имаше порано, како да се ако ќе кажеш, јас сум југословенска школа. Значи во Југославија сум роден. Нешто ме занима тогаш пример кога си ми кажал како сте вежбале, што сте правеле за време на Југославија, што пример до ден денес све е пореметено, нели за храна ми збореше и ти тоаш лепи патлижан како беше исхраната. Ама колку е све сменато што до денес, еве ја гледам се тој со храна и со све што правам и рецепти и некои глупости. Значи зеленчукот и тоа врска нема. Јас станувам што се хранам здраво цел живот, стануваш алергичен од одредени работи, пошто ги прскаат со 300 работи. Тој патлижан не е истиот од тоа што бил, нема 1% сличност. Еве сега ќе ти кажам нешто. Јас стално на моите ученици им велам, и кога бев и во поголеми институции и на сите сум им кажувал, од сите бранши што доаѓале кај мене, безбедност едно, друго и така, или спортски, или кова кикбоксот што беше екипата што ти питавме. Секој пат сум велел, храната, секој пат да ја консумираат и највише да ја употребуваат дома. Мама што ќе направи, основно правило. Зошто? Во мое време, јас станував се бали во 8:30 и го трчав Сарај. 15 километра ми била маршрутата. Секој ден? Секој ден. Значи трчам, се враќам и тогаш немало како сега. Сега да не именувам, да не ги критикувам денешниве деца, ме разбира, но за жал така, јас у клубот само со мајките 20% контактирам за да им кажам, им наслушам што да им даваат на деца. Ни мочканици, ни едно, ни друго, секој чест за некој кој што се работат, природни работи, оке, за жал и се природно ова што јас сега ќе го кажам, нема. Те падналова, запалилова, чурелова, се спуштило на почвата, дали е здраво, не е здраво, дали од зелка, марула, едно, пиперка, патиша, така натаму. Во тоа време јас сум бил, значи јас сум градел буквално кариера со грав патлижани и пиперки. И сум бил неприкосновен. Немало овие сокови сега носто. Тогаш постоеле само јупи, кокта, кока-кола. Тоа било нешто. Да, ама и не е тоа, и тоа што и граф и зеленчук сигурно. Но тоа што било нема со овој денешно. Нема врска, сакам да кажам. Но кога сме биле со надпревари, све било под контрола. Толку ти следува, пошто е категорија, не е најспецифичен, многу симнува. Но толку салата, јадење се. Знаеш, малце ми беше интересно у Костанца кога боксува. И ние сме иделе тогаш на европски турнири. Мини репрезентација на Југославија. Но Југославија била јако во тоа време. Зимање боксери од Куманово, нешто од Пожаревац, имаше еден Мирковиќ, и така натаму. Ачимовиќ, ни од Скопје, Санов, Василев, кој беа уште други, и Филиповски одиме у Костанца. И пази го романските спортисти, што консумира боксот, за боксот кажа. Одиме и сега, нели, ручек, после тренинг ручек.
Месото им беше недопечено, живо крваво. И го сечеш и јас велам, што е ова? А вика, тоа треба вика за спорт. Пази они како консумира, како јаде. А која година? Ова е 78 година, у Костанца сум боксувал. Ето, од 5 јули до 13, најголемото. И тоа секој Не, ден пардон, скоро ние се боксува. спремаме од 5 август до 13, а јули 22 дена припремимавме. 3 пати дневно тренинг. И што вежбавте 3 пати дневно? Трчање, вежби за снага, isfрлување и боксот, и спарингот. А 3 за пати. снагу ни е динамичен, со шипки, Да, со isfрлање, да, склекови, теретана згибови. има кој сака и така. Јас теретаната многу не сум Да, употребувал, јас само лефтерно, значи лигави или лигави мускул, значи со isfрлање, со текчење Да, едно да. друго. Класика теретана имало. И у Кошичњак, кој бев у Белград, у репрезентација на Кошичњак на припреми 75 и 6 година. По Кошо, знаеш, најврвните спортисти доаѓале у Кошичњак репрезентативце. Да. Од Македонија бевме Лимановски, Аце Русевски, ја, Калаш Мемети, тие Реджепа, тие беа Звонко Ѓоргиевски, од Кисела вода беше, од таа плејада бевме и така натаму од Македонија. Тоа беше таму се собира. Да. Па добро, и Белград бил центар на Југославија. Југославија, али знаеш што, Филип, јас зборам се за мојот спорт, али општо и за сите било така. Ти за да дојдеш горе на државно првенство, сега е лапни голтни, но не погрешно ме разбираш дека ги подценува. Но, која е разликата? Што сакам да кажам? Македонски првак да бидеш сега, што да ти раскажам? Каде? Ама више не постои ништо. Тогаш требаш да бидеш македонски првак, а конкуренција голема. Во моја категорија по 5-6 души имало. Од сите градови, значи да не заборавиме. Битола, Куманово, Штип, Скопје и Вардар клубови. Тоа се 5 клуба. И се дали и Велес имаше 6 и така натаму. Треба да бидеш прв у Македонија. Не може, тој првакот на Македонија не може да дојде одма на државно горе. Оди на Тромеќ, Црна Гора, Косово и Македонија. И тука зависи колку има пријавено, треба да бидеш прв. Па тогаш идеш на завршни борби, па имаш уште 6-7 борби до финале. Значи ти треба колку борби за бронза да освоиш, трет да бидеш у Југославија. Не, ама као што гледам и што истражувам, за тоа време имало систем за било што, дали е спорт, дали е работа и се почитувал тој. Ја гледам примери моите како што мучеле, како мал мучеле на некој систем што сега живеем у дива лига. Тој систем не функционира. Сега ти ако не знаеш да се снајдеш у оваа кашканица тука, тебе системот те уништува, само те тоне. Преска издадив книжка за еден мој такмичар. Значи јас после 35 години работа меѓу првите имам освоено отворено, приватен клуб боксерски. Но никогаш не сум се пријавил за надпревар. Сега пријавувам едно дете кој што ги исполнува моите критериуми и кој што ете со наводно и со доаѓање нов председател, ново кај мене председателство во клубот. Им благодарам кој што ме поддржаа за да пријавам. И преска го кажував преска тоа во врска со пријавување на боксери, како идело, што идело. Јас се нафатив сега да работам и да пријавам за бокс. Дете да се напреварува. Верувам дека ќе биде се окей понатаму, но добро почна да се враќа во Македонија, више гледам. Треба лига да се створи, гледам и суди, дека иде на подобрување, имаме добри спортски, боксерски работници, супер. Но само тоа треба да се скоска. Кога се боксувала Златен гонг за време на Југославија, тоа е ослободување на град Скопје. Што ми е главната поента? Што велиш дека е тоа организирано? Општина Гази Баба се одржува БК Скопје од автокоманда. По повод од 13 ноември ослободување на град Скопје, значи го создадува и Златен гонг, Живко Дуковски покојни и Џоџо Јановски. Сега, доваѓаат 88 боксера се пријавени од цел свет. Куба,
Источниот блок, знаеш ли кој е? Да не ги набројувам, знаат валјда. Русија, Советскиот сојуз, 19 републики, Бугарија, Полска, Романија, Чекословачка беше тогаш, ДДР беа. Значи, пази која организација била. И сега, како се организирало? Аха, која оштена Газибаба, Сојузен издржа, председател Томе Тренецки. Само се јавува на сите газди, големи фирми, Златен гонг мора да се одржи во Македонија. Све обезбедено. 2 четвртфиналиња, 2 полуфиналиња по разни градови низ Македонија, финалето во Скопје. 88 боксера, значи гледаш мечеви на европско и светско ниво. Пазите, молам, во кое време. Која година? Ова е, значи, јас сум почнал од 74-та Златен гонг, 5-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, 80-та, 81-та, 2-та, 3-та. И така натаму. Пази на кое ниво беше. Да. Овде доаѓале врвни светски боксери. Првиот освојач на Златен гонг е Звонимир Вуј. Значи, бронза од европски и од Олимпијада. Па Маријан Бенеш, европски првак. Па бил Мате Парлов, за тие што го познаваат Бог. Па она година Јакова првпат учествува во освои Златниот гонг Драгомир Бујковиќ, трет на светско првенство во Хавана, Куба, пред Кастро, тој и Парлов боксува. Да. Замисли до каде ние со кого тогаш сме се надпреварувале меѓу себе, како котирал боксот и така натаму. Абе, ја мислам све е до системот, како држава што го имало тоаш Југославија, за све било така и све било многу поуспешно и морало ти да се потрудиш за да добиеш нешто. Денешно време луѓе се навикнати да не се трудат, а да добиваат. И затоа се сите... Немало тогаш синот ја на Трајчо и на Тоа е најголемиот проблем со целиот систем. Не можел никој мене, не сум давал никој ме победи, автоматски одиш горе, најдобре. И све се сведувало на не само во боксот, во секој спортот. спорт е тоа. Па не, ама јопшто за целиот систем, ја не за спорт, за како функционира све. Еве ќе ти кажам, ќе го евоцирам Јордан Мијалков. Мој добар пријател. Нека ме листа земе. За мене, што дал за боксот, тој ми бил председател на Боксерски сојуз на Македонија во тоа време. Бил генерални секретар на СФР, на Боксерски савез Југославија. А председател беше Дража Марковиќ на боксер. Се тоа беа врвни и политичари, и директори, и функционери големи. Тој во тоа време јавише кога бе она многу јака пред крајна кариера. Тој колку се ангажираше, за разлика од денес, колку се ангажираше, дали си вработен, да те ослободи од работа, сепак треба, кога си отсатен, идеш на припреми со модел 20 дена. Да. Нема, тогаш, секој пат во секој време имало, сега да не ги критикувам, да не ме, Да. како се вика тоа, да не ги кратиме, и така натаму. Но, секој пат имало. Но тој беше, сега да не испадне дека за него. Во тоа време, јас кога бев, он беше голем борец за боксот, многу даде за боксот. Мене ќе ти извади од работа, не за репрезентација, зборам за горе, за меѓународни турнири ја боксуваш. Перо Вучков, генералниот на Макошпе, тој ни беше председател. И тој, па имаше Вецко Којчевски, ЛТК Ладење, се беа луѓе, врвни. Џоџо Ајановски, па да не зборам од полиција, генералот што беше првиот и така натаму боксот. Сите тие не овозможува, па Мојсов ни беше за ЈАТ, за овој што беше главен за авиокомпанијава, ЈАТ што беше. Да. И тој. Тоа се беше Имали сериозни фирми, ама беше сега нема организирано. ништо. Но не бев ја дете на Мојсов и на Вчков и Нова. Не бев дека ја треба да одам, него кој беше вреден. Кој, ајде да кажам, народно го биваше. Па не дали го бивало, но имало прави вредности, се знаело, напорна работа, истрајност и имаш некоја визија со неја следиш. А сега ја не сакам да ги критикувам денешните, но секој пат сум за спортистот и за она дете што вреди, и за оние што работат. Јас се надевам сега се вклучи, значи почнав да пријавувам
прв пат во мојата кариера боксерче. Добро, Една чим си се екипа нафатил кикбоксери после сум толку извадил години? 2000-та година, тоа беше Да, тоа професионално. имаш кажувано, Да, да, гладиатор мој од Штип или Оаза бивша, да со тие 5 деца што извадив со медали и све, и од тогаш се повлеков. Се повлеков ради, мислев дека не е тоа дека нема систем, тоа што го кажуваш, но се надевам сега ме вратија, новиот председател и други мои што ми се у клубот што дојдоа, кои што застанаа позади мене и ми рекоа: Блажо, редно е да извадиш некого од твој, од Па редно твој и таа калибар и што школа си и бил. техника и греото е да не продолжи. Ученици имам доста, меѓу нив си ти еден кој што нешто сум, валјда, сигурно, си научил нешто. По нешто знам. Не да знаеш, него си одличен, мене ми е драго. Имам од сите бранши, од секдека, и од воена, и полицијска формација, и телохранители, и од честа управа, и од онамо, и од безбедност, и кои сите, со секого сум работел. Сега баш зборев, многу те фалеше Ненад Пантовик, не знам дали има вежба. Ненад Пантович е татко му бил боксер, баш ми каже. Ненад Пантович е син на мој колега, сега се наежив. Пантович беше феноменален, тој беше боксер од Вардар и боксуваше за нас, левак. Која година? Тој е 70... многу... Историја, на час по историја. 74-та година боксуваме, 74-та година боксуваме дерби меч Куманово Скопје. Панта доваѓа од Ниш и се враќа назад, за Раднички Ниш беше таму, се враќа, иначе вардарско дете, бокс, и доаѓа кај нас, да појача во клубот. Тој полусредна, во иста категорија бевме. Боксувал? Беше вардарец од Вардар, Дамјановиќ му беше покојни тренер, и го зема, знаеш како, ко Панчев, добар фудбалер, го зема Звезда. Мене ме барава, и Раднички Белград, Дугец, и Богдановиќ од Партизан, и Станишич од Прокопле. Мене не ме пушта, јас не отидов. Ја останав у Скопје со тоа, јас сум дете од Скопје и Скопје Скопје треба да има боксери. Македонец, тука останав. Македонец, не погрешно ме разберат, Македонец. Сеопшто, има и други од другиве. Има бошњаци, има албанци, има турци кои биле за Македонија, има и роми кои што излегле многу деца од кај нас, кои што сме биле. И за Пантовик тоа? И за Панта, кога еднаш ми доаѓа, вика, добро вечер у клуб, добро вечер, вика, дали може да тренирам? Може, вика, имате поздрав, вика, од мајка ми и од сестра ми, јас сум, вика, на Пантович син. Кога ми каже, ја го ала татко му левак исти. Да, па се дружиме ние, сознаеме цел живот. Он во манекенство ли е, не знам, модел ли е, што е, има нешто. За одела, така, за бренд, одела. многу успешен. Многу ми беше драго, али татко му беше фантастичен. Манекен за он беше боксер. левак? Левак, то татко му левак, дрмнеше, спушташе. Шпиц брада. Одма тој Мараш го спушти, тогаш 74-та, но нестрекно заврши, ете кои со ние правиле, кои што многу зависи од судии. Кажа стоп во еден момент, а ја избоксував, и тој после мене боксуваше, и сега го гледаме. И после стоп овој Мараш, од Титоград. Кумановци у тешките категории нема. Ние бевме подобри Скопје. Они има до полувелтер. Мува Батам Перола Калака полувелтер тука, а после нагоре. Тие зима од Црна Гора боксери. Средна, полутешка, тешка, Цветиш беше од Лесковац од Србија, големите. Овој после стоп го удара со овој дел. Да, тоа ми има кажувано. Има кажувано. И јабучицата му пропаѓам натре, избоксувавме 10-10, а требаше ние да победиме. И Олимписко село бевме на припреми. Олимписко село, горе. Таа Олимписко село е направено 72 за Олимпијадата. Фишер беше тука, шахисти ве знаат кој е. Све се смени, толку спремање, после неговата повреда, дојде више и не боксуваше, тој беше правник, одличен правник, дечко беше у полиција и така. Се гледавме
Не, Чекај, па и он бил висок, која категорија тоа? моја категорија, полусред, 22, полусредна, средна, 70 75, заедно бевме. Само он беше, знаеш, имаме ние во боксот, кажуваме, беше манекен. Беше така, со лева, знае, го имаше тоа. А што техники имаше? Нешто ко твојата? Лева ко мојата или лева неговиот тренер нешто друг стил, значи од место, али имаше нюх, ке побегну лева ќудри. Интелигентен беше доста. Интелигентен и балетани ние ги викамо ние кои што лесно ида. Да. Значи манекенски. Ама и убаво дете и све за. Ќе донесам овој се, баш ми ка дај да идеме еднаш заедно. Панта ми е, синот ми е ученик и многу од тие луѓе има донесено деца кај мене, ми били ученици, драга, еве сега имав и бевна свадба, близначки мои две полицајки се, многу драго ми беше. Убаво е чувството кој ќе видиш твое дете. Абе, најубавото, пошто ти ги учиш на правите вредности, не е само бокско спорт, но кроз тоа како да се избори со својот живот. Ако се вратиме на тоа, малце тука мене ме гледаат, јас сум многу многу е лош, многу е незгоден. Не сум незгоден, јас сум принципиелен и строг. Значи има устав кај мене. Дисциплина, работна навика, почитување, училиште. После е боксот, пето, нели го имаш си одиш. Затоа ја немам спортист. Док не го имаш тоа, не можеш кај мене да идеш. Пошто не постои тоа, реткост е многу. Како не е само Филип, не е само да избоксува се тепа било како и да биде, се не сакам да навредувам никого. Ами има еднина весенко. Колку ми е драго кога некој ќе успее. Па не само од оваа бранша, имам и од војна формација, од полициска, кои што се успешни, кои што создали семејство супер. Оти да се разбереме. Имаше пред некој ден изјави една господја и кажа, ве молам, немој да ме ги навредуваш децата, дека сме биле силеџи на силнички спорт. Ве молам, дојдете, јас сум Блажо Василев, дојдете ке мене на час, на тренинг, видете што предавам и тогаш може да дадете коментар. А само ја прашав, што се поблагира коментарите? Кошаркариве, лакт, отиде јабучици, заби и така натаму. Исто е. А за жал не можеш да му вратиш него го брка надвор 2 минути или утакмицана. А шансата да ти вратам што си ме повредил, намерно. Не, ама пример многу ти учи за животот, знаеш да те смири цела филозофија. А филозофијата во боксот е. Значи, ја што предам, да удриш, да не те удри. Прво, ако боксуваш, утре треба да живееш. Еве моите години да ги доживееш. Ти треба да се ожениш, деца, внуци, а не само боксуве да го уништиш. Да си витален, ти ви пример, тоа сега следно да те прашам за исхраната. Ја ти се восхитувам како се уште до ден денес така вежбаш и вака изгледаш, пошто ја пример и тоа гледам, знаеш, сега да прошетаме по 16, 17, 19 години деца како изгледаат, знаеш, грбави, никакви, прво немаат став да одат. И многу е жалосно. А ретко кој некој да достигнал па над 30-40, а некој Филипче, знаеш, си трениралка, без дисциплина нема ништо, синко. Мора да има дисциплина. Не сам мене да дадеш дисциплината, за себе само дисциплина. Ја вчера бев горе со малиот што ми еве дојден со Андре Словенија. Значи ја го направив тренингот и со тоа дете што го пријавувам за Балкон Опен у сабота во Битол. Ја тренирам со него. Врнело, не врнело. Јас на тренинг сум. Или ти кажам примери, само нема да ги менувам. Ми звони телефонот, седум во Сабајле, ни идевме нагоре. Баш таа екипа, близначките, коми бе и така натаму. Добро утро, овдека мајка на Богдан, повелете? Вели, доши снег паѓа. Пошто паѓа, вика, дали ќе одите на тренинг? А јас одма, се извинувам, вие што сте му на Богдан под парол? И затварам телефон. И еве го звони. Екам, Богдан, што е работава? Не, и уште едно и кажам на мајката, кој ми рече, дали ќе одите? Јас сам рекол, госпожа, кога врне снег и кога паѓа дош, дали вие доручкувате рушат и вечерата? И он остана вака и испушти телефона. Ти се јавува малиот, вика тренер, извинете, абе, нема извинете. Прво таа не ти е под парол. Јас ги учам децава да слушаат ми се јаве, а не родител од мајкин син, убавна мајка, убавна баба. Нема тоа кај мене.
затоа јас сум лош, не сум лош, принципиелен сум. Тоа не може да го сватат, но децата не се виновни, Филип. Да. Главен во животот што го води детето е мајката, не таткото. Има и таткото, мајката. Секој пат им велам кога доаѓаат, работам со проблематични деца, што се у пубертет, нели, не слушаат, растат, ама не ме слуша, едно проблеми сака на тренинг, школа не е добар и така. И вела, мајка, што е работава, кој што има пример? Да. И се викам, влагам натре, нема да го именува, добро тренер, вика, види вас како ве слуша. Прво да ви кажам нешто. Изговорот беше целен на чичко му, таква е фамилијата. Вика, мало, вие сте дошли, викам, со мене да разговарате, во конфликт влагате пред детето, ве молам, реков. На што личи, реков тоа? Тргнете од мајка, што е проблемот? Не можам, само да ви кажам, не може да биде табијат на чичко му. Кога бевте да го во породилно, кога се роди, ви го дадоа детево, да. Одма ви кажа, ја мама сакам на чичо да лича, по табијат. Да. Ако му дадеш млеко, ќе остане, ти го канализираш, ти го правиш му даваш на твоето дете. И така да не барете овама. Сега, знаеш дека доста си одат од кај мене од клубот, не можат системот да го прифатат дисциплината прво. И са родителите не можам да ги сватам. Значи им кажувам дисциплина, работна навика, почит да има, почитување, училиштето. Има ли подобро тоа нешто? Нема. Јас да го мислам тоа. Тоа треба да се тепа, да може да влезат во таков и родителите, децата да ја пуштат да направи вредности да ги научат. Основно правило. Ти што си дошол да учиш, сака одма не може. Прво ќе учиш како оди, што оди. Следна работа. Одма да ви кажам. Ова што го учиш тука, ни случајно, и го викам, имам едно детенце, Арсенije, кажи им, надбор никако, кога? Само во самоодбрана. Да. А не да го злоупотребуваш ова ја што го предам. Ја мислам дека и сите што ја сватиле колку толку филозофијата се општо посмирени и карактери и свете пре нешти која ја знаеш вештината си по резервиран, гледаш да избегнеш ситуации, не си агресивен, обично агресивни се слаби луѓе. Така е, Филипче, тука затоа доаѓа, значи негативната енергија им ја вада. Следна работа. Збориме за боксот, а ќе збориме и за надпревар. Значи за надпреварот боксот мене ми и кој животна филозофија и општо што се справуваш со проблемите у животот, пошто ако ги гледаш така како шах, више си малце посмирен. Се проблем ти избубнаш. Јас стварно имав многу проблеми и узработава и со луѓето тука и со све. И те прави колку што може посмирен. Работиш на себе, правиш анализи, не си избувлив, пошто ти избувлив у ситуација, не дај Боже проблем ќе направиш. На тоа ги учам да избројат до 100, да анализираат, да гледат, градење на простор, кога треба, што треба, се тоа проаѓа. Но има една друга работа. Не може да не знае кога е Крушевска востание. Да. Не можем вика на англиски, добро? Реков, окей, што е? Мора викав да биде одличен. Што имаш англиски, реков? Не, да не именувам. Што имаш англиски петка, македонски тројка. Срам да ти е. Како можеш тројка македонски да имаш англиски? Мене што ми е битна англиска, сето окей. Многу на лош правец ги учат децата, според мене. Образовниот систем цел не чини. Пошто ти, пример, образовен систем треба според као твојата метода на некој начин да ги учат на почит, на основни работи, како да се однесуваат, а ти, пример, видиш школа, што е она. Мислам, и тоа ја што сум го учел. Нешто е најголема греота сега, пример, да ти кажам. Јас сум учел, пример, француски, па можда 10 години. Од таму, у основно, у средно, пошто не им чини системот, тотално е катастрофа. Збориме за боксот или за секој спорт? Ма не, истото е. Основни работи кај мене у клуб не може да не знае. Прашувам. Тренингот се погодил 11 октомври. Не се дека критикувам, дека сум ја, но си ја кажувам вистината. Што сме денес? Која дата сме? И застанува. Стоп! У сала, знаеш кој ќе? Стоп и сите застанува. Што сме денес 11 октомври? Што е 11 октомври? И еден од таму. Нема да именувам. 23 години. Ден на независноста. Срам да ти е. Лазе си ми. Мајко Македонија се одирате од овамо. Како ве реков? Ден на независност.
Не знаат дека е деме. Не, ама Толку основни работи сега, они кои ќе дојдат само мислат да ја научат, нема тоа кај мене. Значи се тепа, да ти ќе научиш да боксуваш, ако спортуваш, но да знаеш како да го примениш и кога треба да го примениш. да, Па Филип, 50% си одат од кај мене, пошто јас таков систем, да, да. ти ќе учиш, но не смееш, они сакаат да, распуштена. ама подобро да има неколку правилно што ќе влезат и ќе го научат, него ли да има пример сите да останат, ама да биде знаеш по Еве ти да бидеш попуслив. Така е што учат, еве ги сега ќе Пошто ги ти пријавува. пример е која гордост е што викаш сега со близначките, со тоа што го кажала и Како мајка. не? Тоа Како? нема цена, а ти да кажеш има фест 100.000 ученици. Не само и што тие, 100.000? колку имам од Па не, сите. на пример сега што ми кажа. Ова, како не? Јас како тренер и како човек, прво ја не сум тренер, јас сум родител. Значи не ми е јасно на многу родители. Сваќаат со децава што дошли од други клуби и малецки. Баш сопругата ми вика, бе, Дорове, вика, зошто така, вика, ќе ти бегаат дечињата. Разбираш? Сега ќе ти Да. кажам еден пример. Викам, Доро нека бегаат. И ќе ги прашат, вика, строг е тренерот, да. А го сакаме. И сега не ми е јасно зошто ме сакаат децава. Дете не може да го излази. Чувствува. Имам еден ученик кој што татко ми е многу популарен во јавноста. И се разговараат, кога ми го кажа тоа, јас се изнасмеа. Мели, тато мора да го викнеме тренерот на ручек да излезе. Вака. Како бе, тато го викнеме, па нели е, вика, систем Сталин, вика, тој вика, ново компонован, вика, нели е многу строг. Не е, тато, многу е добар. Сакам на ручек да го викнеш, ако е така. Паси го детево. Значи, знаат, пред мене да, али знаат посвесно, значи, знаат у позадина, дека е тоа за нив. Јас така работам, Филип. И така, и можам да изедам, еве се почнувам со деца за да спортуваат. И како квалитетен боксер. Ако тој не е квалитетен човек, не ми треба квалитетен спортиста. Прво човек. Да, па тоа е најбитно. Ако е тој квалитетен и како човек и сите овие работи што ги спомнам, тогаш имаш успех и во спортот. Да, па не, кога имаш успех, имаш на сите полења. Така е. Пар тоа ја што гледам, ти Секој ако си дете е своја дисциплиниран, приказка. истраен, ќе бидеш и таму успешен и у животот, у тој случај и учење, после у бизнис, у работа, у кариера, у све што е да. Тој да биде успешен, јас сум среќен, како и сега. Ја на многу им се радувам, многу имам. Знаеш, некој пат ќе ме прашаат, и со синовите сум пред мојата, Дорове, тато вика. Ти вика како мајка Тереза си. И сопругата. Абе, добро, што? Добро, дошле на тренинг, викам, вие гледате се работа. Колку им обраќаш внимание, вика, а ти на тоа него демек. Да. Немаш поврат, кам демек се знае финансии, не се толку ти што даваш. Не е важно. Само да ми бидете вие добри и сите деца добри, и јас секој пат велам, кога легнувам. Јас сум реалиста иначе во живот. Само велам, небесна сило, чувај ги сите деца, све што работам воопшто што ги има, и моите. Само тоа го зборам, така станувам и така си легнувам. Небесна сила. Со благодарност. Значи, да, само децава да видат. Сите па моите. Не барам ништо повеќе. Но ти многу знаеш сега, да. Не сакам да го злоупотребам, ама знаеме. Да. Кој како, зошто работега, не. Има толку, значи, символично е тоа нешто. Мене ми е битно, утре кога ќе го видам, и кој ќе ми рече, тренере мој, тоа ми е, има таква прилика од воена формација. На площад ме среќава, и вика, еве го мојот инструктор, доаѓаме гушка, баш сопругата гледа, имам, вика, Машко бебе, малецко беше, и доаѓаме гушка со него. Нема пубаво чувство од тоа. А јас знам каков бил, но испадна. Добар. Епа, тоа е правата вредност. Тоа е богатството за мене и резултати сега овамо, како ќе си иде, како ќе учи, така ќе напредува. За вистинска среќа многу малце треба, реално, да, во живот. Да. Со секој го работам, Филип, и со тебе сум работам. Ти си више посебно нешто, ти посебно, така да, ти си, на времето јас кажувам,
Значи сум те анализирал, ме гледат, имам снимки, све. Од сите деци имам колку години од кога почна телефонот, имам и на камера, без телефон, што ги чувам. Ги чувам сите снимки, за да имам од сите деца. Архива имам цела. Да, тоа е. Како почнале, како биле, еве сега ти покажав, како бил малиот мој, како биле, еве близначки ве. Цела еволуција. И сега се, демек, своји луѓе, еве мажен. Да, па им колку луѓе уствари ти си им помогнал на прав пут да излезат и да ги сватат правите вредности у животот. Може тие да се јават сегде. Ме вели Дорове тренери што поголемо богатство нема кој ќе ги сретна. Здраво тренери. Не само што сум ги тренирал, ни луѓе околу луѓе. Да. Секогаш. А чеки, нешто ме интересира. Ден денес како јадеш и што вежбаш за вака да изгледаш? Мене искрено ми е енигма, пази, ја цел живот вежбам до мои години, се хранам здраво, дисциплина, максимум, ама пример ти вака како што изгледаш и у таа витална форма што си ја, пример се не сум дошол можда 2 години на тренинг, ама тоа што сум го гледал, на 50 години луѓе не може 5% од тебе како да го кажам тоа, дали сме те покажал фотографијата кога станав Кога си у врвна форма? Не, репрезентативец кога станав и на припреми во Охрид, тогаш организираше покојни Џаро. Како сум изгледал? Имам една слика, видам која си у врвна форма, тогаш си некој ако и да каже, чека излагам. Што значи ова што го предам? Јас кажувам за боксот сега. Значи за сите спортови секоја чест, но боксот јас што го предам што прави? И дали ја виде сликата за 45 дена како се враќам ја после 2 јаки интервенции. Да. Од сува рајка и како станувам без ништо. Само со домашна храна и тренинзи. И што јадеш? Пример, сега. Што доручкуваш денес? Се и се што јадам, се. Обавезно, значи, сакам супа, манџи, салати, на се сум адаптиран. Но што е многу важно? Тоа кај мене не стои. Јас сум секој ден со тренинзи, а секој втор, а секоја недела умри машки. Значи, у шума сум. Години сум го предавал во сите институции со сите, каде и што сум бил. Умри машка и само тоа ме држа. А сега колку пати неделно вежбаш? Секој ден. Работам, па то ти е вежбање. Да, бе, со деца во клуб. Во клуб. Иначе јас онив која трчам секоја сабота недела. Како сум, или може да биде во самиот тренинг. И се знаеш кога работам со тебе, кога ќе влезам во ринг. Тоа е дупли тренинг. Влагам. Се вратив, влагам. После втората интервенција и ја виде сликата како сум. Како се враќам. И они вако остануваат. Пред некој време на Канал 5 ме покажа мојата внука, иначе имам внука, Бузуки Бен, што пее грчки, таа ми е внука моја, ученичка моја. И таа, нели, кој што се гости у 9 часот што ги викаат познати, дали музичари, писатели, глумци, нели, кои им даваат слики, кога им ги бара слики, што се таа ме ја одбрала и сликата со ракавици со мене. И таа им вели, ова ти е тренерот, да, вика, тоа ми е тренерот, вика, ама нема да ми се лутиш, тренере, има 70 години, а гледате го како изгледа. И после на тренинг доаѓам и ка, тренере, не ми се лутиш, зошто по ти те издадол колку години има. Јас се гордеам, Ама не, тоа е гордост на тие години да си толку витален и така да изгледаш. Јас се чувствувам исто како 15 годишно, тоа ти сам знаеш, трчав со сите, се уште не се предам. Благодарејќи на ова што го предавам ја. Тоа не можам да го објаснам на други. Тоа се ме праша што јадеш. Сега морам да кажам, значи, на ученициве и оние институции кои сум предавал, што треба да тргнат, нема да навредам некој збор да кажам лош, естетски пополнети што се. Што ги советувам, што треба да тргнат. Пази, секој си има некој диети секако, но ја ова начинот на живот треба да се смени. Не, тренингот, мој и ова што ќе консумираш, што треба да исфрлиш. Сега, ја место леп, мада некој пат белото тонус употребувам. Значи ради знаеме дека белото, кое да е белото е лошо белото, значи
Не да помислиш на она. Да. Белото значи шекер, значи Да, шекер не, не треба не, се ево и внесува. те дуе. Шекерот значи и сега. Порано док бе повеќе активен, тоа се топеше. Да, Колку и да изедиште, тоа се топи. И на тоа се сведе, ја примери производиве се што ги продавам дел сите се природни така. и поентата ми е на луѓето да ги натераш начинот на живот да сменат. И ја нема пример диета, ти да треба да седнеш у кафана, треба све, ама не јади леп, земи месо, салата, пример поише. Знаеш, некои општи работи адаптирано за наше подневје. Така е. Пошто ти треба начинот на живот, ти џабе диети, со еден куп луѓе сум да ќе им дадат диета некоја што неизводлива, тој ќе држи 2 недели и после нема изима торта јаде, пошто и хормони и све се пореметува. Треба да си јадеш, значи редовно, али што? Што? И ако тренираш, как сега не сакам, па погрешно ме разберат другиве спортисти. Бокс и борење е најтежок спорт, највише се симнува килажа. Значи, во боксот на вага си и во борењето слободен стил зборува. На вага. Тоа се и основатели на сите вештини на земјинава топка. Па и општо оно движењето ти што си ме научил, ја гледам што и да фатиш ти е тоа. Било која сега само ќе ти доловам нешто. Бокс и борење, тоа се основно. Земи гладиатори, спартели, каде се... Нигде нема шу, никој тоа не го работи. И овде кад 2000-та година беше гостин Вилијам Ченг. Знаеш кој е Вилијам Ченг? Да, Винг Чунг. Винг Чунг од Брус Ли. Да. Така, овој што му е така, другарот. И ние расправавме на таа тема. Јас му велам, господине, секоја чест, основа на човекот од камено време, основата на едно, детенце, бокс и борење. А вика, не вика, кај нас учат, само што слушаме. Пушти 2 деца, што не знаат ништо, од улица играат джамни. И сега се закашлане, се скаране. Никој не се мести иу, шиу, или да врти, или се удираат со песници, или се кошкаат. Да. Тоа е изворно на човекот. Зборам основа. Изворно му е на човекот. После се усовршувале, секојче сите. Се додало ваму, како и ја некои работи што сум додал за ова што викаш за боксот и така натаму. Така да, храната е, да, игра улога, но ако ностоп тренираш и ја топиш, нема да има проблем. Но, секој пат, сега ја што им кажувам на моите ученици, естетски, кои сакат да дотерат туго, само 4 работи, кажувам, да ги тргне. Алкохол, зависи по возрастните. Не. Благи работи, не. Све што состои благо, не ставаш. Едино може чоколадо од јаки тренинзи да охрани мозокот. Да. Тешки тестенини, не. Може само ако добро тренира се шпагети после тренинг. Да се напълни. Тоа е основата. И газирано, па било какви сокови. Тоа 4 работи, да. Ако се придржаваш, имаше, мислам дека знаеш еден ученик, ќе ти го кажам за пример, беше, што да ти кажам многу, 15 август ми дојде и 7 јануар доаѓа на тренинг, 7 јануар знаеш што е, Божи. Вика, тренере, дали може нешто ве прашам по Вилијаца? Дали може 3 кифлички ја земам, вика, со руска салата за Божич, вика, дома. Пази до кај се дрзна. 15 август, 7 јануар, 25 кила симна. Со тренинг и со тргање на овие 4 работи. И ме прашува за 3. Он тој можеше и каснен да не ми каже. Пази до кај, тоа е само дисциплина. Тоа што го говорам сега.